По основ добивка, странските компании од државата за 9 месеци изнеле 206 милиони евра. Најмногу пари, односно 67,5 милиони, тие меѓу себе поделиле само во септември, што е и најстрекниот месец во нивното работење во Македонија. Меѓутоа, не е само септември за нив среќен месец. Многу убав оваа година ќе им биде и декември. Причина за ова повторно се пари, односно пресметката дека до крајот на годината нивната годишна добивка ќе се зголеми и таа ќе изнесува над 250 милиони евра, што е за речиси 50 милиони повеќе од лани. По година, добивката на странски компании во Македонија е следната. 2012 135,6, 2013 128,4, 2014 364,2, 2015 138,3, 2016 201,6, 2017 230, 2018 202,8 и 2019 250 милиони евра. Освен колку, интересно е да се каже и кои фирми од нашата држава изнесуваат најмногу пари на име дивиденда или добивка за акционерите. Прва на листата е Джонсон Мети, понатаму следуваат ЦМК Европа, Македонски Телеком, Камени мост, популарниот Актор, потоа Страбак и уште 50 на други помали и поголеми компании. Иако многумина странските компании во државата ги третираат не баш пријателски, тие за економијата се многу важни. Токму и поради ова, сериозните странски инвеститори се добре дојдени секаде, па и кај нас. Иако многу често наши бизнисмени ќе навлечат од дело на странски, па со фирми од некоја далечна земја се појавуваат овде. Потоа се знае, стануваат повторно успешни и ги има на списоците, кои досега ги презентиравме.